Годинава администрацијата ќе се радува на дури 7 продолжени викенди. Толку пати тие ќе имаат можност да поврзат празник со за нив неработниот викенд. Првиот веќе го потрошија зашто неработниот ден за Нова година се помести во понеделник, па тие споија сабота, недела и понеделник. Вториот ќе го имаат на крајот од оваа недела кога ќе ги спојат Бадник и Божик со неработната недела. Слична е ситуацијата и со големиот христијански празник Великден, кој годинава како неработен на 17 април и со денот на трудот 1 мај. Двата празника се во понеделник. Продолжен викенд за сите граѓани ќе има и во јуни кога се празнува Рамазан Бајрам, односно бидејќи празникот е во недела на 25 јуни се префрла во понеделник. Повеќе ќе се одмара и за 8 септември, денот на независноста, и за 8 декември Свети Климент Охридски кој се во петок. А уште еден продолжен викенд има при крајот на годината, бидејќи денот на македонската револуционерна борба 23 октомври е во понеделник. За разлика од лани кога само 3 празника се поврзаа со викенд, годинава е рај за администрацијата. Многу превиш, тоа да ви кажувам. Те цела неделя сега они ќе се седат таму, ќе се унаат, работници ќе работат, никој не ги признава за ништо и така. Па они си врзуват, за не е добро. Они си поврзуват да новите. Не е уред. За разлика од административците, оние во стопанството и приватниот сектор немаат таква привилегија, зашто за нив сабота е работна. Се се работи и прековремено, и празници, и делници, се работи. А не че е тоа се работи. Треба да, ако е празник за некој, треба и за нив да биде празник. Више лошо е тоа. Многу се работици претерани деца време. За нашето време, јас сум работил до време комунизам, Титовото време. Како бе Нова година празник, бе не смееш да одиш и да сакаш да одиш, не смееш, ќе ти казнат. Не знам, оваа работничката класа многу е пропадната. Многу. Вкупно во оваа година 21 ден ќе бидат неработни, од кои 11 се државни празници, а останатите се со верски карактер и се однесуваат на одредена група на граѓани.